Продолжуваме со Комисијата за финанси. Истата не е завршена, бидејќи сметам дека за точката која што ја разгледувавме не добивме доволно информации и самите представници од општината ни кажа дека треба други представници да ни кажат, па бидејќи имавме прашања и Корлевски, и Илиевски, и јас, тука е секретарот, па би сакале да ни елаборира во врска со точката со одлуката за барање финансиска поддршка до владата за проблемот со бездомните куќиња скитници во општина Битола. Повелете. Благодарам. Кратко само обед ќе дадам, после можете, мислам, слободно повторите прашањата. Ја гледав комисијата, бев службено отсутен во Скопје на денот кога се одржа. Значи од она што на старт сакам да расчистам одредени дилеми, ако има дополнителни прашања секако дека ќе одговорам. Значи за прифатилиштето за бездомни животни се изготвени два проекти, целосно готови, значи и за делот кој што се однесува на адаптацијата на постојниот објект и за делот така наречен на стрешница, односно партерниот дел, дворното место пред објектот. Два засебни проекти кои што имаат соодветно одобрение. Исто така во проектите секако дека има детална предмер пресметка, а средствата целосни во висина од 100% се обезбедени со буџетот за 2023 година, изгласан во декември 2022 година во програмата за развој на општина Битола за следните 3 години, но сите средства се ставени за оваа година. Тоа што сакам да го кажам, јасно и недвосмислено, дека не постојат никакви пречки да се објави постапка за јавни набавки со оглед на обезбедените средства и да започне избор за изведувач, а сите средства за тоа што се потребни се обезбедени. Зошто се гласа, најпрво имаше иницијатива, а потоа одлука за барање поддршка од владата? Со оглед на актуелните случувања и проблемот со бездомните животни, кои што не е само во Битола, туку и во целата држава, и случувањата кои што беа во Струга, премиерот Димитар Ковачевски кажа јасно и недвосмислено дека секоја општина која што има било каков предлог, соодветна проектна документација и припрема, дека може да се обрати за поддршка до владата. И единствената причина е тоа, и со оглед на тоа што владата ни поможи со точно 0 денари во 2022 година, тоа можевте да видите во завршена сметка, добро е по било кој основ, па и во овој дел, каде што веќе имаме одобрени средства, да помогне со средства за изградба или со средства за понатамошно функционирање на прифатилиштето. Бидејќи доколку во ОД се обезбедат средства од владата, не е ништо спорно, а ние имаме склучен договор со изведувач, да тие средства се алоцираат онаму каде што ќе има потреба, конкретно во ставка за други капитални објекти, на пример. Значи нема да оди на зијан на граѓаните и на општината и на ниедна политичка партија, доколку владата место 0 денари даде 20 или 30 милиони денари. Бидејќи во изминатите години по една компаративна анализа се давали по 50-60 милиони денари на годишна основа, по основ на директни трансфери од владата на општина Битола. И таа е единствената причина. Значи не е причината дека не се обезбедени средства, не е причината дека нема предмери или проекти и не е причината дека нема соодветни одобренија согласно Законот за градење. Стојам на располагање за прашање. Благодарам. Прашања? Павел Корлевски. Пошто имате проекти, има пари кога ќе започне тендерската постапка. Првото прашање. Би требало најдоцна во текот на следната недела да се објави, бидејќи правевме проценка дали заедно да објавиме за двата дела или прво на пример да се објави за надворешниот и стручните служби сега на база на одобренијата ги припремаат техничките спецификации за постапката. Пред малку, ако добро се сеќавам, рековте дека имате склучен договор со изведувач. Сега имате тендерска постапка и склучен изведувач или немате? Не реков така. Немаме склучен договор со изведувач. Рековте дека имате склучен договор со изведувач, со кој што доколку се обезбедат средствата. Ама колега, не реков така. Значи реков дека и доколку е завршена тендерската постапка и имаме склучен договор со изведувач,
например во април месец, а во јуни владата каже дека дава средства, нема да биде ништо спорно и правно ќе се направи алокација на средствата кои што ќе се добијат како поддршка од страна на владата. А почетокот на постапката за добивање на било каква поддршка е ова одлука што треба да се изгласа и понатаму преку системот влада треба да се комплетира целата документација која што имаме. Добро, второто прашање, според вас, ние како барање ќе пуштиме, бидејќи бил проблемот и во Струга и во други градови, каде што немаат финансиски средства и немаат проекти, ние сега ќе ја излажиме владата, така? Не, Повторно повторно. кажеме дека немаме пари, дека имаме проект, ама немаме пари, бидејќи ако ни префрли државата толку колку што има проектната документација со два проекти од 47 милиони денари согласно развојната програма, ние ќе земиме финансиски средства за сметка на Струга, Ресен, Охрид, Прилеп, небитно, не ме интересира која општина, и после тоа ние тие средства ќе си ги пренамениме за училишта. Колега, подобро е да му кажете на граѓаните дека сметате како политичка партија дека владата не треба да дава никаква помош во Битола, отколку да сега се надмудруваме со некои фрази, правни ситуации и така натаму. Кажав, образложив многу едноставно и ние се одзвиваме на повикот на премиерот. На сите граѓани што сметам дека е. Ако е само на некои граѓани, нема никаков проблем. Подобро кажете, излезете денес и кажете супер е во 2022 што 0 денари се даде во Битола, еве нека се дадат и во 2023. Од тие се сеќавам во еден друг период, кога бевме заедно советници, многу беше важна поддршката од владата. Сега испаѓа дека не е важна. Не е важно што владата дава негативно мислење за Старскиот дом, не е важно што владата дава негативно мислење за детското одморалиште, ќе видиме што ќе ни одговорат кога ќе го рестартираат. Не е важно дека има 0 денари во 2022 на сред енергетска криза, ќе ги видите параметрите во обраќањето и на граначалникот во делот на тоа колку струја се платило во 2021, колку се платило во 2022, колку се дала поддршка тоаш, колку се дала сега. А кажувате таму, толку средства потрошени, онолку, која е разликата? Не па соберете ги бројките, ќе видите која е разликата. За тоа колку средства државата пуштила кон општина Битола по основ на дотации, ги имаме во завршната сметка. Сега те замолувам, не по основ на дотации, По шо? по основ на поддршка конкретна, во основниот дел од буџетот. Во основно. Значи, по основ на дотации, владата си пуштила средства. И не е спорно. Значи, говорам за дополнителни средства во дел на проекти на поддршка, може и во делот на енергетската криза да дадат поддршка. Значи, сега навистина ќе оптеретиме комисијата, ќе си дискутирате, позавршено да кажете ги тие факти. А ако сметате дека е супер, тоа е доволно што е дадено по основ на дотациите, борите, не е спорно. Мислам, никакво образложение. Барањето ќе биде како ќе гласи? Вака да знаеме што ќе гласаме, граѓаните? Бараме поддршка за одобрување на средства за реализација на проект за изградба на прифатилишта за бездомни животни во Битол. За пари кои што ги имаме. И очекуваме тоа да биде За прифатено пари, од владата. да, за пари кои што ги имаме, но не ги лажиме. Не ја лажиме ни владата, ни граѓаните, ни никого. И многу бев јасен во тоа што го кажав. И кажувам, ако сметате дека не треба владата да поможи, подобро е да кажете дека не треба да поможи. Ако владата ги одобри тие средства, Добро. чии ќе биде тој проект на Заеднички. како Граѓани. отика заеднички, како ќе би заеднички? Откај знаеме дали ќе одобри 100%. Знаеме, еве да речеме стоп како што велите ви да претпоставиме дека насред тоа ќе ги одобри. Како ќе биде заеднички? Многу едноставно ќе биде тоа да се дефинира, еве дај Боже нека ги Ако одобри. дај пари е заеднички, ако не дај вие сте против. Ами тоа е политички маркетинг. Не реков така. Абе не колега битно вака. ќе А речете. дали може да се Па не држиме реков. стриктно до се снима, до се точката? снима седницата. Добро, нека се Ништо од снима. ова што кажувате дека јас го кажав, не го кажав. Ако сака нека биде и само на владата. Ама еве место 0 денари нека дај 1 денар. Добро да. Ама вие очекувате нула, значи тоа е целта. Така? Не очекуваме. Јас кажувам дека со вашата дискусија претпоставам дека вие сметате дека не треба да се дадат средства. Толку.
Јас со мојата дискусија велам дека не треба да лажиме. Кој? Државата. Ма не ја лажиме. Други Не е моје прашања? мислење. Не ја лажиме државата, како ја лажиме државата. Павел Илиевски. Благодарам. Значи, се надам дека председателката ќе ми дозволи да изнесам еден факт, за да биде, како што рековме, и фактите и боговите молчат, во интерес на сите, за да испадне да не се лажиме никој, нема потреба да се лажиме, тука сме сите возрастни луѓе, има и доста камери околу нас, и јас, после ова една минута само, ќе ви пратам документи сега во групата на координативно тело одредени, се надевам дека ќе ги разгледате и ќе сватите една работа, дека без разлика што се случувало на централно ниво и владите, меѓутоа, општина Битола во период од 2010 година до 2022 година, пред мене постои ранг листа, ќе ви ја пратам, тоа е како слайд, значи не е листа, тоа е како слайд, дека е општина по разни број на дотации примила најмногу финансиски средства од владата од 2010 до 2022 година. Па второ е Куманово, трета општина Центар и така натаму. Ова е за период од 12 години. Еве сега, кога дури разговараме, ќе го пратам во координативното тело истото. Само ќе ми дозволите една секунда, ќе заврши ова сигурно и до секретарот, и понатаму за 2022 година по различен број на дотации, ова не е точка председателка на дневен ред, ви благодарам што ме дозволувате, меѓутоа битно е за сите нас, така? Ова може и на седница да Океј, се кажете, ама ајде. уште една реченица, значи во 2022 година Битола примила по различен број на дотации 85 милиони евра. Може би треба да не изненади и да ни даде за ова. Значи сакам да кажам дека очигледно дека владата без разлика на се била сослуг за општина Битола. Така? 85 милиони денари, се извинувам, не евра. Така да мислам дека ќе наидиме на разбирање повторно кај владата, како што сме наишле на разбирање во многу ситуации. Во минатото, поддршка со климите, поддршка за училиштата кои ги одблокиравме и така натаму. Може сега да Такви збораме за бројки не видовме прифатилиштето? ова година. Како? За прифатилиштето, ако може да зборам. Ќе зборам, ајде. Океј. Мислам дека излезе од темата и затоа са и мене ми дозволивте. Ќе зборам на седница. Повелете. Да, благодарам колега за информациите, значи неспорни информации и во делот на завршена сметка се има соодветно тие дотации зошто се и како се дадени од страна на владата. Искрено и благодариме на владата за овие 85 милиони денари, кои што се однесуваат во најголем дел за плати во основно во средно образование и така натаму. Меѓутоа тоа ќе биде предмет на дискусија понатаму. Овде конкретно говоревме за нешто сосема друго. Меѓутоа сметам дека не треба повеќе се обременува дискусијата. Јас одговорив во еден дел кој што администрацијата не го одговори, а тоа е дека имаме комплетна проектна документација со соодветни предмери, соодветно одобрување и дека точно средства се одвоени, не е пред мене тука конкретната сума, дали се 47 или 48 милиони денари, да не шпекулирам на памет, кои што се одвоени согласно буџетот за 2023 изгласан во декември 2022. Јас имам само едно кратко прашање, бидејќи ја прашав и представничката на администрацијата некни, дали ќе се оди со двете постапки паралелно во врска со прифатилиштето, со двете одобренија? Па со оглед на тоа што се два проекти, двата се со одобрение да, е сега во делот на динамиката, значи ќе треба да се процени, видејќи едниот е надворешен оддел, другото е адаптација, меѓутоа и двата ќе се тендерираат како јавна набавка. Благодарам. Павел Карлевски. Зошто мене не ми е јасно дека ние треба на седница на Совет да донесиме одлука со која градоначалникот ќе достави барање до владата. Што го спречува градоначалникот да достави барање до владата? Законската постапка. Благодарам. Прашања други? Нема. Благодарам на известувањето.
Преминуваме на гласање. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во четвртиот квартал од 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Ке гласате? Против? Воздржани? Двајца. Точка број 2. Завршна сметка на општина Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3. Против? Воздржани? Двајца. Точка број 3. Годишен извештај на општина Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани? Двајца. Точка број 4. Одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани? Двајца. Точка број 5. Одлука за поднесување на барање за финансиска поддршка до владата на Република Македонија за решавање на проблемот со бездомните кучиња скитници во општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани? Двајца. И точка број 6. Одлука за утврдување додаток на плата заради прилагоднување кон пазарот на трудот. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, 1, воздржани 1. Ви благодарам.